Најпрво, Стефан, фала ти за зборот што ми го даде околу екстерното тестирање кое беше укинато од страна на Социјалдемократскиот сојуз кој ја превзема моменталната власт. Екстерното тестирање за секој ученик кој што преку целата година го учи материјалот, тоа не би требало да представува никаков проблем, туку треба да биде само една проверка на знаењето што до каде е стигнат. Сега, со тоа што последната изјава на новата, односно актуелната министерка за образование и наука, Рената Десковска, таа најави намалување на часовите и укинување на одредени предмети. Па би сакал јавно да ја запрашам дали она смета со тоа што секој ученик наместо 2 пати или 3 пати да има час во текот на неделата, дали ученикот кој би имал еден час по еден предмет во неделата ќе си го зголеми своето знаење и информациите околу тие работи, кои што би сакал он понатака да ги учи. Околу си да знаеме дека оваа учебна година 2017-2018 што следува, највеќе студенти имаат поднесено документи на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ФИНКИ. Дали со тоа што ќе се намали фондот на часови по предметот информатика, она смета дека учениците ќе би сакале понатака се запишуваат таму, каде што претходната влада, предводена од ВМРО ДПМН, преку различни проекти, таблет за секое дете, каде што во училниците секој дете имаше компјутер, каде што можеше да се здобива со повеќе информации, тоа би било така и понатака, бидејќи на правниот факултет и на економскиот факултет, кои што се под Универзитетот Кирил и Методи, оваа година бројот на поднесени апликации е многу помал, каде што едва ја исполнува и државната квота. Јас сакам да се надоврзам на тоа што Александар го кажа, со намалувањето на фондовите на часови, министерката не даде никакво решение или излез од, ако да речеме тоа некој голем проблем, децата да учат повеќе часови, односно како што е 30 часови во една недела, па ајде да ги намалиме ако не на 15 или на 10 или воопшто да немаме часови и да не учат децата. Па еден ден, така како што нивната влада мисли, да немаме школа, да немаме факултет, па не знам децата дали така би биле подобри. Мислам дека тоа не е некое решение со намалување на часови, ајде да ги намалиме информатика, ајде да намалиме математика, па на кој начин децата ќе учат, на кој начин децата ќе осознаваат за предметите? Повака, ова ме потсети да се навратам на тоа што го изборувавме и малку и порано. Односот на СДС кон образованието е однос на учебници кои што не се учебници, преписи од српско-хрватски скрипти, фотокопии од кои што не можеш да прочиташ ништо. Образование базирано на, сега не знам дали воопшто можете да, вие сте малку од поновата генерација, дали можете да бидете свесни дека ние учевме буквално во училници кои што протекуваа. Зимно време стававме кофи по ќошовите на училницата за да можеме да учиме. Сакав да те прашам, Александар, како мислиш дека влијаат, каков е ефектот на образованието кое што е реформирано сега под наводници, односно кратењето на светските програми како Кембридж, намалувањето не само на фондот на часови, него менувањето на целата програма на учење без да ги консултираат студентите или средношколците. Дали знаеш ова како млад човек кој што е активен, дали сте биле викнати на некоја дебата со министерството, кај што може да си ги кажете своите ставови, своето мислење, својата идеја како може да се подобри системот? Најпрви би сакал да кажам со тоа што со воведувањето на Кембридж програмата ученикот не може ништо да изгуби, туку може само да дојде до поголеми информации што би му биле потребни за понатака. Напротив, ученикот многу повеќе ќе учи и ќе има поголемо знаење. Со тоа што со таа програма ја верувам дека учениците многу полесно ќе може да се запишуваат и на светските универзитети. Околу тоа што збореше за старите училишта, јас имам завршено основно училиште каде што сме имале физичко во сала што била помало од една училница, каде што таа била за деца од прво оделение за дневен престој. Околу новата програма каде што министерката не најави ништо што ќе воведе, туку најави само што ќе укине,
Дали се подразбира и односно укинување на досегашните учебници по историја кои што се учи од 4 до 9, односно од 5 до 9 оделение и од прва година до 4-та година во гимназиско, односно до 2-та година во стручното образование, дали ќе се стави новата програма, односно така наречениот договор со Бугарија, каде што ќе учиме ние бугарска историја, каде што ние нема да се декларираме како македонци. И Сега ме интересираше, Тино, пак во насока